кратки најави за денес. Голем е бројот на семејства во Охрид кои секојдневно се борат со сиромаштија. Охрид е прв град во државава кој што доби историски календар. Отворен ден со граѓаните и граѓанските организации во Дебрца. Недела на грижа за стари лица под мотото "Сите сме нивни деца". Да се зголемат даноците на најбогатите луѓе во светот. Самит на Г20. За најавените и заостанатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево време со локална облачност и максимални 13 степени Целзиусови. Во вторник во северните делови на Европа ќе има центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од континентот ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров. Стабилно време со зголемена облачност се очекува на Пиринејскиот полуостров и источноевропската низина. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а на планините со врнежи од снег. Во јужните и источните предели од Балканот умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат од 8 до 17 степени. Во Македонија во утринските часови ќе има појава на магла која што ќе условува намалена видливост, а на повисоките места ќе превладува претежно ведро време со појава на локална облачност. Утринската температура ќе се движи во интервал од -6 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 16 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Доцна попладне и навечер со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната до 14 степени. Во четврток и петок умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 4, односно 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10, односно до 14 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Голем е бројот на семејства во Охрид кои секојдневно се борат со сиромаштија. Инфлацијата и порастот на цените на основните производи последниве години не дозволуваат да се намали оваа црна статистика. Околу 500 семејства секојдневно се борат со гладта. Најпогодени се многудетните семејства, заедници со болни и инвалидизирани лица и самохраните родители. Не се намалува бројот на сиромашни. Изминативе неколку години бројот на социјално загрозени семејства во Охрид е доста голем. Се движи околу 500 семејства на кои им е неопходна помош. Најпогодени се многодетните семејства, заедници со болни и инвалидизирани лица, како и самохрани родители. Од 2000 до 2500 луѓе секојдневно се борат со глад, а голем е бројот и на оние кои што имаат проблеми, но се срамат да побараат помош. Служуваме голем број семејства, преку 500 можам да кажам во текот на целата година, кои што имаат најразлични потреби. Не се работи само за храна, за облека, за лекови, за медицински некои помагала, за операции и така натака. Значи голем број луѓе се обраќаат за помош и гледаме на сите да им излеземе во пресрет. Бројката е негде константна, има голем број и не е релевантна затоа што има голем број на луѓе семејства кои што навистина се во социјален ризик, се страмат, не сакаат да дојдат. Социјално ранливите најчесто бараат помош во храна, прехранбени и хигиенски производи, угревно дрво, но голем е бројот и на оние лица кои бараат помош за здравствени проблеми како и оперативни зафати и транспорт до клиники. На стартот на грејната сезона има потреба од огревно дрво, но се случуваат и злоупотреби. Немаме баш добри искуства, не зборувам за организациите, него за тие кои што бараат помош, честна исклучоци на голем број од нив ја злоупотребуваат помошта. Имавме ситуации пред 6-7 години кога дадовме огревно дрво, дел од семејствата го продаваа дрвото на други, парите ги користеа за друго. Навистина треба да се направат добри критериуми со оние кои што мислат да помогнат, кои што мислат да дадат дрва. Ние имаме податоци, имаме база на податоци на семејства на кои што навистина им е потребно, кои што навистина се греат на дрво. Така да и не е само дрвото, ние плаќаме и сметки за дел од семејствата, за струја, за огрев на најразлични начини. Од Црвениот крст од Охрид апелираат до граѓаните да бидат хумани и да се вклучат со донации. Волонтерите од Општинскиот Црвен крст на терен спроведуваат низ активности со цел да се подигне јавната свест за немаштијата и социјално загрозените семејства и да се изнајдат фондови за да им се помогне, дистрибуирајќи им пакети со храна. Градот Охрид доби Охридски календар. Се работи за представување на историјата на еден алтернативен начин, при што граѓаните ќе имаат податоци за важни настани и личности од богатата историска ризница на градот за секој ден во годината.
Од печат излезе првиот Охридски календар. Станува збор за презентирање на историјата на градот Охрид на еден алтернативен начин. За секој ден во годината во календарот се поместени важни настани и личности од историјата на градот хронолошки од средновековието до денес. Охридскиот е прв ваков календар во државава и е резултат на долг истражувачки процес, вели авторот историчарот Никола Митровиќ. На овој Охридски календар работев долго време, истражувајќи ги одредени датуми, кои не можете сите да ги пронајдете нити на интернет, нити по одредени охридски хроники, туку можете да ги пронајдете со длабоко копање, би рекол така на тој начин, во архивите, во Државниот архив и во Охридскиот архив. Така да подолго време се работеше на овој Охридски календар и навистина алтернативниот начин на пристапување на историскиот развиток на градот Охрид е доста интересен. Идејата е граѓаните да имаат секојдневен допир со историските настани, бидејќи ретко кој секој ден чита некое печатено историско дело или монографија, вели Митровиќ. Охридскиот календар на некој начин дава за секој ден во годината по еден или два интересни податоци како потсетување на она што е богата историја на градот и како тема за разговор. Си намислам дека е интересна тематика и алтернативен пристап на историјата, која е доста популарна сега во светот, така да и тема за разговор. Значи, кога ќе видите дека на тој датум се случувало нешто, веднаш можете да пристапите кон разговор, кон истражување и така натаму. Со тоа всушност се покажува љубовта кон градот Охрид. Случајно го отворив месец август, така да би укажал дека на 6 август 1923 година звоното од Михајло Пупин било поставено во камбанаријата во црквата Света Богородица Перилепта во Охрид. Потоа на 30 август 1903 година во борба со турскиот аскер загинува Наум Златарев кај селото Куратица Охридско. На 28 август 1936 година е формирано пејачко-драмското друштво Вал. Календарот е испечатен во тираж од 1000 примероци во мал формат со надеж дека некој едно издание ќе биде во поголем формат, па и во дигитална форма со можност да се дополнува со историски датуми. Во првото издание на Охридскиот календар околу 450 до 500 податоци, а уште 200 стојат како резерва да се дополни во иднина. Општина Охрид распиша награден ученички литературен конкурс за најдобра поетска творба за Охрид и за животот и делото на Свети Климент Охридски. По повод 8 декември Свети Климент Охридски, патрон на градот, Општина Охрид распиша награден ученички литературен конкурс за најдобра поетска творба. Темата на конкурсот треба да се однесува на Охрид и животот и дејноста на Свети Климент Охридски. По овој конкурс, Општина Охрид ќе додели 3 први награди за најдобра поетска творба во 3 различни категории. За ученици од оделенска настава од 1 до 5 оделение, износот на наградата е 2000 денари. За ученици од предметна настава од 6 до 9 оделение, награда од 3000 денари и за ученици во средно образование од 1 до 4 година, награда од 4000 денари. Творбите во 3 примероци во затворен плик под шифра, најдоцна до 30 ноември 2024 година, треба да се достават на адреса Општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, со назнака за конкурсот за наградени творби и со наведена категорија за која се конкурира. Авторството се докажува со 4-тиот примерок. Наградите ќе бидат врачени на една од свеченостите организирани по повод 8 декември Свети Климент Охридски, патрон на градот. Тимот на проектот ЕУ поддршка за граѓанскиот ресурсен центар организира отворен ден со граѓаните и граѓанските организации во општина Дебарца. Тимот на проектот ЕУ поддршка за граѓанскиот ресурсен центар организира отворен ден со граѓаните и граѓанските организации во општина Дебарца утре 19 ноември со почеток во 11 часот во просториите на општина Дебарца. Оваа средба е дел од мобилниот ресурсен центар. Целта на средбата е да се информираат локалните организации за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги нуди граѓанскиот ресурсен центар, ЕУ агендата и други теми и прашања кои се од интерес за функционирањето на организациите на локално ниво.
Покрај граѓанските организации, на настанот се поканети и представници на општинската администрација, млади активисти и волонтери и представници на бизнис заедницата што соработуваат со граѓанските организации, информираат од општина Дебрца. Секоја година во периодот од 18 до 24 ноември традиционално се одбележува неделата на грижа за стари лица под мотото "Сите сме нивни деца". Црвен крст Охрид се приклучува кон одбележувањето на оваа недела со повеќе активности. На иницијатива на Клубот на млади, а во соработка со волонтерите на Најди време и Сојузот на борци на Охрид и Дебрца, денес во просториите на Црвен крст Охрид се одржа предавање на тема дијабетес, насловено како "Разбивање на бариерите, премостување на празнините". Предавањето го одржа доктор Даниела Чингоска, специјалист по социјална медицина и јавно здравје. По предавањето на присутните им беше овозможено мерење на шеќер во крвта. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Се огласи Кремљ по извештаите дека Бајден наводно и дал дозвола на Украина да користи американско оружје за да напаѓа подлабоко во Русија и го обвини американскиот председател дека долева масло на огнот и дека сака да предизвика ескалација на конфликтот во Украина со укинување на ограничувањата за оружјето со долг дострел. Ваквата одлука не е официјално потврдена од Вашингтон. Соединетите држави заедно со другите земји на НАТО воведоа ограничување на користењето на американски ракети со долг дострел за напад на руска територија. Во руски ракетен напад на североисточниот украински град Суми загинале 11 лица, меѓу кои 2 деца, ранети се 90 лица. Некои од нив биле во критична состојба, соопшти официјални лица. Проектилот погодил стамбена зграда. Операцијата за пребарување и спасување продолжува. Регионалното обвинителство во Суми соопшти дека во овој напад биле оштетени 90 станови, 28 автомобили, 2 училишта и 13 други згради. По повеќекратното руско бомбардирање оштетена е и електричната мрежа која што всушност и била мета на нападите. 3 европски земји почнале да делат брошури на населението со совети за кризна состојба. Милиони швеѓани добили брошури со совети за тоа како да се подготват и да се однесуваат во случај на војна или други неочекувани кризи. Станува збор за брошура која била направена пред 6 години, но сега е ажурирана поради, како што вели шведската влада, влошената безбедносна ситуација, а се однесува на руската инвазија на Украина. И соседна Финска на интернет го објави својот совет за инциденти и подготвено за кризи, додека норвежаните неодамна добија памфлет во кој се објаснува како да се грижат за себе 7 дена во случај на екстремни временски услови, војна и други закани. Во Рио де Женеиро започнува дводневниот самит на земјите од групата 20 најбогати земји во светот. Главни теми на состанокот на Г20 се борбата против сиромаштијата и гладта, реформите на глобалните институции, борбата против климатските промени, како и конфликтите во Украина и појасот Газа. Самитот на Г20 во Рио има за цел да постигне консензус за зголемување на даноците за најбогатите милиардери во светот, а парите од даноците би биле насочени кон борба против климатските промени и намалување на сиромаштијата до 2030 година. Бразилската влада предложи данок за најбогатите луѓе во светот заедно со Франција, Шпанија и Јужна Африка. Долниот дом на бразилскиот парламент минатиот месец ги отфрли плановите за воведување дополнителен данок за најбогатите бразилци, но бразилскиот претседател Луис да Силва, кој е домаќин на самитот, ќе се обиде да ги унапреди плановите за одоначување на најбогатите милиардери во светот, кои често користат дупки во законот за да избегнат плаќање даноци. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!